Спротивно на гордоста е срамот. Понекогаш воениот срам или пораз може да биде придружен со намаленост во гордоста, како што е случајот со Германија и Јапонија по Втората светска војна, но тој може да изгледа гордост за непризнаени доприноси и зајакнат национализам, например под договорот од Версил во модерна Кина историскиот појас всушност ги консолидира идентитетите и станува алатка за политичка легитимација и мобилизација на нацијата. Ниту пак гордоста, ниту поразот покрај нивната централност во националистичкиот дискурс може да се сметаат за ексклузивни придавки на силен или слаб национализам. Вистина е, националната гордост може посилно да се поврзува со силен национализам, но важниот заклучок овде е дека тоа е се присутен квалитет на било кој национализам, вклучително и на слабиот национализам. Роналд Суни направи разлика многу успешно помеѓу емоции како краткорочни чувства кои што се мотивацијски имаат цел од долгорочните расположенија кои што не се предмет и немаат јасна цел. Значи гордоста и поразеноста всушност се расположенија, а не мотивираат акција, туку обезбедуваат еден хабитус или средина за емоции во силниот или во слабиот национализам. Исто така треба да правиме разлика помеѓу интензитетот на пораката за мобилизирање и способноста за мобилизирање. Пораката на било кој екстремен национализам по дефиниција е екстремна. Меѓутоа не треба да ја мериме температурата на еден национализам преку мерење на грозницата само на националистичката порака. Всушност престои целиот спектар на национализми од силен до слаб всушност имаат структурни вектори со долгорочно влијание, културни, социјални, економски, институционални во сите различни манифестации, комбинации и комплексности. Режимот во кој што тие функционираат и можеме да ги дефинираме како помеѓу топло и ладно, што го обично всушност потекнуваат од настани со голема мок за мобилизирање. И затоа можеме да збориме на топол режим за силен национализам. Во случајот на САД тоа е случај септември 11 септември. Меѓутоа тоа не ни кажува ништо за долгорочноста. Понекогаш тоа може да биде мал период, но некогаш може да биде подолг период. Обично силните национализми функционираат во топол режим и затоа се опишани како екстремни, ексклузивистички или месијански. Слабите национализми кои што оперираат во топол режим всушност имаат нема доволно сила за мобилизирање. Затоа е тешко да се идентификува во различно време и место дали некој силен или слаб национализам всушност функционира во ладен режим. Затоа всушност нешто што ќе ги направи силни, ќе го мобилизира национализмот, може да бидат постојат нијанси. Сепак мојата поента е да нагласам дека ниту една од овие придавки всушност не е типична за било кој даден национализам. И затоа сакам да завршам или да заклучам дека се обидувам да дадам аргумент за корисноста на категоријата слаб национализам, толку што сметам дека тој воведува една потребна сензитивност за од различните интензитети и јас одбивам да креирам модел и не сакам да паднам во замката на создавање уште една дихотомија. Напротив, ставам внимание на скалилото на интензитетност и различните режими на функционирање и затоа се обидува
да не биде прегенерализиран како едностран примат. Исто така, треба да се прошири фокусот на истражувањата преку фиксацијата со екстремните случаи на така наречен слаб или слаба манифестација на истиот феномен, кои што остануваат недоволно истражити, во исто време да нагласам дека потребно е да се даде контекстуален и преговарачки карактер на самиот национализам.